Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добар ден. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Тенденцијата за иселување од Тетово продолжува со несмален интензитет. Во Битола одржан интернационалниот филмски фестивал на камерата Браќа Манаки. Во Ресен избран најдобриот од најдобрите средношколци. Дел од тетовските гимназијалци остануваат без објектот во кој ја следат наставата. А за самиот почеток да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве утре го празнуваме големиот празник на Мајката Божја, успението на Пресветата Владичица наша Богородица, оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој празник. Православната црква на секоја година на 28 август го празнува земниот крај на Пресветата Владичица наша Богородица и нејзината смрт ја нарекува успение. Овој раскошен термин кој во себе ги соединува сонот, блаженството, мирот, спокојството и радоста. Самиот лик на Богомајката објавува бескрајно спасение, сострадалност, грижа и доверба, сила и смирение, чистота и убавина, љубов и победа над љубовта. Небозрачната светлина со која сјае нејзиниот лик го осветлува и овој празник, на кој човекот веднаш сваќа дека смртта е всушност чин на животот. Црквата никогаш во смртта на Богомајката не почувствувала страв, ниту пак ужас, ниту жалост, а надгробно ридање, туку секогаш една блескава, воскресна радост. Светиот Јован Дамаскин во своите беседи, повикувајќи се на Ефтимејевијата историја, ги произнесува следните елементи од преданието за успението на Пресвета Богородица, кое започнало да се обликува уште многу порано, а се развивало напоредно со историскиот развој на празникот. Светиот Јован Дамаскин раскажува дека царицата Пулхерија, жената на царот Маркијан од 5 век, во Цариград подигнала неколку цркви посветени на Мајката Божја, меѓу кои била и Влахерската црква, каде таа, не знаејќи, имала намера да ги положи земните останки на Богородица. За таа цел му се обратила на Ерусалимскиот патриарх Јувлени, кој во одговорот на царицата и напишал: макар што во Светото писмо нема ништо за успението на Богородица, сепак од древното и вистинско предание примаме дека во време на нејзиното успение во Ерусалим се собраа апостолите од целиот свет, каде што ангелите ја опеваа пречестата Богомајка. Кога својата душа му ја предаде на Бога, а богоприменото тело со ангелски и архангелски песни беше положено во гробот во Гециманија. На тоа место се слушаше ангелско пеење 3 дена после што престана. Тука беа сите апостоли, освен светиот апостол Тома, кој дојде после 3 дена и сакаше да се поклони на телото на Пресветата Владичица наша Богородица.
Гробот го отворија, но никаде не можеа да го најдат нејзиното тело, само нејзината погребна плаштаница, од која се ширеше благоуханен мирис. Апостолите заклучија дека нашиот Бог и Спасител го вознел нејзиното тело на небесата. Наместо телото, патриархот Јувлени и испратил на Пулхерија погребната плаштаница, која таа ја положила во влахерната црква. Драги браќи и сестри, црквата е како мајчинска утрова која не раѓа, не храни, созрева и соединува со Бога преку нашето учество во светите таинства, во богослуженијата, а и преку благодатното застапништво на Пресветата Владичица, во чиешто девствена утроба пак се извршило соединувањето на Бога со човекот. Таа го носела Христа, го родила и ни го дала нам, учествувајќи со тоа во тајната на Божиот домострој за спасението на родот човечки. Поради тоа сите празници посветени на Богомајката имаат и христолошки и сотиролошки карактер. Овој настан, успението на Пресвета Богородица, кој се случил пред речиси 2000 години, уште еднаш ни пренесува една таква спасоносна порака. Денес црквата, гледајќи иконата на успението на Пресветата Владичица наша и Богомајка, сушност го гледа нејзиното воскресение, вечниот нејзин живот. Ние ја гледаме смртта и тоа што се случило за време на таа смрт. Не разделба, туку гледаме соединување, не жалост, туку чувствуваме радост и конечно не смрт, туку живот. И после рождеството, дева и по смртта останува жива, се пее во Успенскиот тропар. Нашето лично учество во празникот настапува во оној миг кога молитвено стоиме пред преблагиот лик на Богомајката, која ни објавува дека животот ја победи смртта, дека за човекот умирањето е влез во животот, дека над се што постои се зацарува радост и љубов. Затоа, иако навидум е противречно заради поводот, ние црквата за овој празник воскликнуваме. На безсмртното Твое успение се собравме. Така пееме, сакајќи со тоа да искажеме нашата блескава воскресна радост. Ние непрестајно сме подкрепувани со низината благодатна помош. Таа никогаш не се одвоила од нас. По успението на светот не си не оставила, како топла застапници и мајка на сите земнородни. Таа нежно ги излева своите благослови врз нас, ни објавува небесната утеха, грижејќи се за нашето исправување, за просветление на умот и срцето и укрепување на нашата волја за извршување на добри дела. Ете тоа е што го празнуваме на денот на успението на пречесната Владичица наша Богородица, предчувствувајќи, предвестувајќи и исповедувајќи ја зората на таинствениот ден, кој веќе почнува да зазорува. Драги браќи и сестри, оваа прилика сакам да искористам и да ве поканам утре сите вас на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божја и ќе го прославиме овој голем ден. А се разбира после тоа, сите заедно ќе се видиме во кругот на нашиот црковен двор, каде што еве денес и утре ќе се одржува нашиот традиционален македонски фестивал. Сите ве поканувам и во името на свештениците на црквата и во името на управниот одбор да можеме во поголем број да го прославиме овој голем празник и да се видиме пред почетокот на оваа нова школска година на децата, а исто така утре после литургијата ќе имаме и благослов за дечињата за почеток на новата школска година. Уште еднаш, нека ни е за многу години овој празник и се надевам утре ќе се видиме
сите заедно на Света Божествена литургија и во кругот на нашиот црковен двор. Нека е за многу години и од Бога благословени да сте. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до доцна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. 8 септември, Македонски културен центар, Macedonian Business Expo. Драги браќа и сестри, придружете ни се на овој прв настан. Сите бизниси се поканети да изложат и присуствуваат со нивни продукти од продавници за алат до невестински дуќани, осигурување и угостителство. Овој одличен настан ќе го поврзе вашиот бизнис со другите, ќе создаде одлични партнерства и ќе помогне да расте и да се прикаже нашата заедница на останатите во Мичиген. Можности за вработување, приватни состаноци и панели на локацијата. Придружете ни се на овој ексклузивен настан за дружење во вечерните часови. 8 септември, Македонски културен центар, Macedonian Business Expo. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Мене стоиш, една рака жолтици ми броиш, злато свила се пред мене ставаш, твоја да сум се на свето даваш, злато свила се пред мене ставаш, твоја да сум животот го даваш. Трубачи млади, трубачи, само нека свират. Мераци пусти, мераци, веќе не се кријат. Трубачи млади,
se krijat. Pred mene stojiš i so ljubov nebo togo bojiš. Sjajni zvezdi od nego kradeš, tvoja da sum se na svetke dadeš. Sjajni zvezdi od nebo kradeš, tvoja da sum se na svetke dadeš. Trubači mladi, trubači, samo neka svirat. Meraci pusti, meraci, vekene se krijat. Trubači mladi, trubači, samo neka svirat. Meraci pusti, meraci, vekene se krijat. Samo neka svirat. Meraci pusti, meraci, vekene se krijat. Trubači mladi, trubači, samo neka svirat. Meraci pusti, meraci, vekene se krijat. Trubači neka svirat. Општината, која со градот и неколку рурални места брои вкупно 84.770 жители и иако е една од поголемите, годинава бележи само 849 запишани првачиња. Статистиката покажува дека децата родени 2016 година, кои сега треба да тргнат на училиште, биле многу повеќе, но во меѓувреме нивните семејства заминале во странство, вели Назим Даути, раководител на секторот за јавни дејности. Деца кои се родени во 2016 година и деца кои се родени до 31 јануари 2017 година е 1416 деца, но нема да значи дека оваа бројка е вкупно, пошто знаеме дека многумина од наши деца заминуваат во Запад. До денеска во нашите основни училишта се запишани 849 ученици, од кои 705 албанци, 134 македонци и 10 турци. Луѓето не гледаат дека економската состојба оди на подобро, сметаат дека има лоши владини политики, а општествениот систем за нив е нефункционален. Ова се само дел од бројните причини зошто луѓето се одлучуваат да емигрираат од Македонија, велат анкетираните тетовци. Младите тража брза заработувачка унапредување, им треба малку трпение, малку најадеш повеќе да даде власта, малу и приватните што се бизнисмени да поработаат, да поверуваат дека младите сакаат да останат овде. Треба да им се даде една цел, една визија зошто да останат во Македонија. Се е корумпирано, затоа се иселуваат, младите гледаат тоа и сите што се најквалитетни млади, еве ја имам и син и ќерка, са иселени. Зошто? Затоа што овде се подценува квалитетот, се наградува нешто друго. Купот е голема, струјата, кацена нафта, кацени бензини и по маркети, и по приватни пазари. Тоа е и сега поради тоа
од неиздржливост, грото се иселува наде тражејќи поголеми заработувачки. Треба државата да купи стандардот, плативе. Пописот покажа дека Македонија, за разлика од пред 20 години, има речиси 200.000 жители помалку. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Помејани други жени, трчаш како улав, џабе ти се коли пари, џабе што си убав. Мислиш дека може така, врти случи пак на врата, нема веќе кој да ти отвори. Не се чуди, убаво ни беше, пројде сега чекам. Што е моје, ке си дојде, не се чуди. Убаво ни беше, пројде сега чекам. Што е моје, ке си дојде. Еве веќе месец дена, откако те нема, само поздрави ми праќаш, дома не се враќаш. Мислиш дека може така, врти случи пак на врата, нема веќе кој да ти отвори. Не се чуди, убаво ни беше, пројде сега чекам. Што е моје, ке си дојде, не се чуди. Убаво ни беше, пројде сега чекам. Што е моје, ке си дојде. Не се чуди, убаво ни беше, пројде сега чекам. Што е моје, ке си дојде, не се чуди. Убаво ни беше, пројде сега чекам. Што е моје, ке си дојде. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до досна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. 8 септември, Македонски културен центар, Macedonian Business Expo. Драги браќа и сестри, придружете ни се на овој прв настан. Сите бизниси се поканети да изложат и присуствуваат со нивни продукти од продавници за алат до невестински дуќани, осигурување и угостителство. Овој одличен настан ќе го поврзе вашиот бизнис со другите, ќе создаде одлични партнерства и ќе помогне да расте и да се прикаже нашата заедница на останатите во Мичиген.
можности за вработување, приватни состаноци и панели на локацијата. Придружете ни се на овој ексклузивен настан за дружење во вечерните часови. 8 септември, Македонски културен центар, Macedonian Бизнис Експо. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Песна ви пеја македонци со зборој нашински, песна за егејско чедо на Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Родена сум во Кукуш, тирански мачена, нога и рака исековте, очи извадивте. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија.
Čula sum jasna goce, kukušanecot. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Makedonka, majka me rodi, kletva mi ostavi. Rasti i bori se čedo za Makedonija. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Повеќе активности деновиве се бележат во општина Ресен. Започна обележувањето на хоризонталната сигнализација на пешачките премени, коловозни ленти и паркиралишта, а започна и асфалтирањето на пристапните улици во селата Асамати и Рајца. Во Ресен се одржа манифестацијата Најдобар од најдобрите, на која што беа доделени дипломите за завршено средно образование на учениците од генерацијата 2018-2022 година при Средното училиште Цар Самуил во Ресен. А градоначалникот Јован Тозиевски и ја додели наградата за првенец на генерацијата на Марија Јовановска за постигнатиот успех во изминатите 4 години. Со завршувањето на средното образование заврши една етапа од патувањето во вашиот живот. Сега кога влеговте во полнолетство, ве чекаат нови предизвици со кои ќе се соочите во вашето животно патување. Бидете упорни во тоа што ќе го правите во иднина. Продолжете и понатаму гордо и достоинствено, се до посакуваната цел и позитивниот резултат им порача на младите градоначалникот Тозиевски. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
tvojite krilja. На падините на Пелистер, на патеката од Копанки до детското одморалиште, се одржаа финалните трки на 10-тиот поред Пелистер Даунхил Куп, со рекорден број на учесници. Се надпреваруваа 84 домашни и странски бајкери кои престојуваа на Пелистер. Бајкерите, односно велосипедистите кои возат во ридско-планински услови, се надпреваруваа во 6 категории, а за прв пат имаше и категорија во која се надпреваруваа припадничките на понежниот пол. Општина Битола беше поддржувач на овој адреналински настан, а возачите со најдобри времиња градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски им додели награди честитајќи им ја победата. Коњановски нагласи дека Пелистер има одлични услови за современите спортови, а локалната самоуправа и понатаму ќе биде нивен поддржувач. Во категоријата Елита најдобро време имаше Андреас Теодору од Кипар, во категоријата Хоби Кристијан Угриновски од Македонија, кај јуниорите беше најдобар 15 годишниот Марко Ламарис од Грција, во категоријата Мастер Јованче Даскаловски од Македонија, во мини јуниори Георги Атанасов од Бугарија, а кај жените со најдобро време беше гркинката Евелина Зафеири. Организатори на настанот се Extreme Bike Team од Битола. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovo džumus da se pamti, da mi ostane. Nina na sviri silno, ej, raspali opa, ipa, opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina na sviri silno, ej, raspali opa, ipa, opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me.
Sve što imam će ti dam, a ona ti je. Sviri majstore, noć ta naša je. Sviri duri, živa voda, nese svoje ime. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, pa razvali opa, piha. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa, piha. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Почитувани браќа и сестри, ве известуваме дека на 27 и 28 август во дворот на православниот храм Рождество на Пресвета Богородица ќе се одржи нашиот традиционален македонски фестивал. По тој повод ве покануваме да дојдете сите на добро дружење со македонска храна и музика. Фестивалот, како и секоја година, започнува по 12 часот на пладне, а трае до досна вечерта. Повелете, сите сте добре дојдени. 8 септември, Македонски културен центар, Macedonian Business Expo. Драги браќа и сестри, придружете ни се на овој прв настан. Сите бизниси се поканети да изложат и присуствуваат со нивни продукти од продавници за алат до невестински дуќани, осигурување и угостителство. Овој одличен настан ќе го поврзе вашиот бизнис со другите, ќе создаде одлични партнерства и ќе помогне да расте и да се прикаже нашата заедница на останатите во Мичиган. Можности за вработување, приватни состаноци и панели на локацијата. Придружете ни се на овој ексклузивен настан за дружење во вечерните часови. 8 септември, Македонски културен центар, Macedonian Business Expo. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи.
Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Првиот вице-премиер Артан Груби потпишал одлука на 20 јули годинава со која се одзема една зграда од Тетовската гимназија во која учат учениците од македонска настава и објектот му се доделува на Тетовскиот катастар. Ова според тетовскиот градоначалник Билал Касами е само една одмазда на СДСМ и ДУИ за поразот на последните избори за Совет на општина Тетово. Надвор од секоја здрава логика, СДСМ и ДУИ продолжуваат со реваншизмот кон Тетово и кон тетовци. На одмазнички начин Артан Груби потпишал одлука со која старата зграда на медицинскиот училишен центар се дава на трајно користење на катастарот на Тетово. Како што може да се види со оваа одлука, овој објект без потреба и без никаква претходна консултација се дава на користење на катастарот. Оваа одлука ја оценуваме како самоволна и како одмазда со казнување на образовниот процес и учениците од Тетово, знаејќи дека во овој објект се држи настава. Оваа одлука е злонамерна тенденција на Груби да им наштети на тетовските средношколци и да создава непотребни проблеми од кои директно страдаат учениците, оневозможувајќи да имаат основни услови за образование, изјави градоначалникот Касами на пресконференција. Македонските ученици од Тетовската гимназија сега учат во два објекти од старото медицинско училиште, па ако се одземе едната зграда, тогаш околу 80 ученици ќе останат без можност за натамошно школување во гимназијата, бидејќи ќе нема каде да ја следат наставата. Според Касами, владата со оваа одлука го прекршила законот за основно и средно образование од 2004 година, со која собственоста на недвижниот имот на средните училишта се пренесува на локалната самоуправа, односно на општините. За оваа одлука на владата тој најави дека ќе ги информира сите дипломатски представништва во земјава, амбасадата на Соединетите Американски држави, ОПСЕ, УНИЦЕФ, дека во Тетово се кршат правата на децата и граѓаните. Како што е познато, проблемите на учениците кои ја следат наставата на македонски јазик во гимназијата Кирил Печиновиќ траат веќе 20 години. Во 2002 година, по завршувањето на конфликтот, поради опасност од избивање на меѓунационални тепачки помеѓу албанските и македонските ученици, беше решено учениците кои ја следат наставата на македонски јазик да се издвојат и да учат во друг објект надвор од централната зграда на гимназијата. Изминативе 20 години овие ученици шетаа од основното училиште Гоце Делчев до работничкиот универзитет, во една руинирана барака на старото медицинско училиште во салата на општина Тетово. Неколку пати поради ова тие излегуваа на протести. Откако двете згради на старото медицинско училиште беа внатрешно реновирани, изминатите 2 години наставата се одвива таму. И ВМРО ДПМН и СДСМ ветуваа дека за учениците од македонска настава во Тетово ќе се изгради нов, современ училишен објект, но од тоа досега ништо. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Во Центарот за култура во Битола се одржа свечено отворање на 43-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал на камерата Браќа Манаки. Во церемонијалниот дел се обрати градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој им посака добре дојде на гостите во градот домаќин на првиот и најстар филмски фестивал во светот, фестивалот Браќа Манаки. Преку филмскиот фестивал Браќа Манаки годинава за прв пат во Битола филмски заживуваат два нови објекти на културата. Едниот Кино Манаки, во кој покрај филмските проекции ќе се промовира ликот и делото на браќата Манаки, и другиот објект, Офицерскиот дом, како репрезент на големото културно наследство на Битола, кое е силно поврзано со филмската историја на градот, посочи градоначалникот Коњановски. На отворањето беа доделени неколку награди. Наградата Голема звезда на македонскиот филм за исклучителен придонес во македонската кинематографија поскумно му беше доделена на филмскиот продуцент Горијан Тозија Медо. Директорот на фестивалот Мони Дамевски ја врачи почесната Златна камера 300 на Најджел Волтерс, долгогодишен председател на Меѓународната асоциација на кинематографи и МАГО. Председателот на државата Стево Пендаровски, кој воедно е и покровител на фестивалот, му ја врачи наградата Златна камера 300 за животно дело на оскаровецот и пионер на дигиталната кинематографија Ентони Дот Ментел. Душманиот завизда позелена, срца наши да се веселат. Љубомора пустани ги убива, кога некој вака ужива, кога некој вака ужива. Никој ништо не ни може, само песна дај ни Боже, бум бум, бум бум. Никој ништо не ни може, весели сме мили Боже, бум бум, але бум бум. Љубомора не отуѓува, дајте да се пее, да се лудува, музика да свири, да не погали, Господ среќа да ни подари. Пуста љубомора не отуѓува, дајте да се пее, да се лудува, музика да свири, да не погали, Господ среќа да ни подари. Господ среќа да ни подари. Душманиот завизда позелена, срца наши да се веселат. Љубомора пустани ги убива, кога некој вака ужива, кога некој вака ужива. Никој ништо не ни може, само песна дај ни Боже, бум бум, бум бум. Никој ништо не ни може, весели сме мили Боже, бум бум, але бум бум.
се веселат. Љубомора пустани ги убива, кога некој вака ужива, кога некој вака ужива. Никој ништо не ни може, само песна дај ни Боже, бум бум, бум бум. Никој ништо не ни може, весели сме мили Боже, бум бум, але бум бум. Почитувани слушатели, тоа беше се што ви подготвивме за денес. Ве очекувам во добро здравје и следната сабота во исто време. Имајте убав ден. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.